учиме, пееме и да се забавуваме. Дали вие сте подготвени да слушнам гласно? Да! Па тогаш почнуваме веднаш. Дали можете со мене да ја испеете песничката за времето? Прво ќе ве прашам. Можеме? Тогаш одиме на мој знак. 1, 2, 3, сега! Какво е времето денес? Хајде ние да видиме. Дали врне или вее, или златно сонце грее. Какво е времето денес? Ајде ние да видиме. Дали врне или вее, или златно сонце грее. Браво, другарчиња! Супер сте! Сега, откако ја испеавме песничката, дали можеш ти да ми кажеш какво е времето денес? Да? И кај нас врне дожд? Да, денеска врне дожд. Еве го нашето облаче со капките дожд. А доколку подоцна ни се појави сонце, ќе го ставиме и него. А денеска ќе започнеме најпрво со буквите. Дали ја забележувате нашата буквичка овде? А дали можеш да ми кажеш која е таа буква? Ја препознавате? Тоа е буквата Г. Г. Голема Г и мала Г. Ајде сите заедно да ја разгледаме сликата и да видиме што имаме овде. Дали сакате да ми помогнете? Овде гледаме грозје. Г, грозје или само грозд. Веднаш до него имаме гуштер. Браво! Гуштер. А ова е гулаб. Г, гулаб. Браво, дечиња! А сега што следува? Песничката на тетка Кате за буквата Г. Браво! Гледај горе на небото. Гулаб лета, а таму под зидот гуштер се шета. Грозје бере малата Ана и на својата сестра Гордана и дава. Другарчиња, денеска сакам да ве запознам со емоциите. Здраво, Мики. Здраво, тетка Кате. Вие снимате? Да, ние започнавме да снимаме. А Извини. зошто јас не сум во видеото? Бидејќи врнеше, јас мислев дека си среќен кога си надвор, затоа не те викна. Но јас многу сакав да снимам. Баш се налутив. Многу ми е жал. Извинете, другарчиња, извини, Мики. Ајде да спомнеме како Мики е многу луд. Еве вака, кога некој е луд, изгледа вака. А јас, другарчиња, морам да признам дека сум тажна. Да, тажна сум, бидејќи не го викнав Мики и тој сега малку ми е луд. Но сепак, ајде и јас и Мики да се насмееме. Може, Мики? Може, ќе ти простам овој пат. Но те молам да ми ветиш нареден пат дека ќе ме викнеш. Се разбира дека ќе те викнам. И јас многу сакам да бидеш со мене во емисијата. Сега, Мики, кога си овде со мене заедно, дали сакаш да ми помогнеш да им објасниме на другарчињата за емоциите? Секако. Вака ќе започнеме. Денеска Мики многу ми се налути. Баш бев луд. Баш беше луд, вака изгледаше. Со спуштени веги
малку намрштени, ми беше многу луд. А јас бев тажна. А заедно, потоа бевме среќни и се насмеавме. Еве вака. Па секако, мора да си простиме. Не е убаво да бидеме лути еден на друг. Така е, Мики. А дали дечиња се сеќавате вие во првото видео, како Мики зборуваше за тоа дека е многу среќен што може да снима со нас. Но веднаш потоа ни кажа дека е тажен, бидејќи е далеку од дома. А Мики, се сеќаваш дека првиот ден кога се сретнавме, те исплаши моето кутренце? Да, почна да ме лае. Почна да лае, Мики се уплаши и имаше вакво изненадувачко лице. Исплашено беше. Да, најпрво се изненади, еве имаме овде и изненади вака. Хоп, се изненади, па потоа се уплаши, се додека јас него викнав моето кутренце и така се запозна. И сега е баш сладок. Така е, сега сте другарчиња. Значи, да повториме. Можеме да бидеме исплашени. Можеме да бидеме насмејани. Ајде, Мики. Тажни. Потоа? Лути. Изненадени. Сето тоа се наши чувства и секогаш треба да гледаме што и да се случи, да се насмееме. Најубаво чувство е кога се смееме и кога сме среќни. Така е, насмеани дечиња се убави дечиња. Тетка Кате, Мола, Мики, може да ги кажеме деновите од неделата? другарчиња, можеме да ги кажеме? Да. Ајде, со песничка ли сакаш, Мики? А може и со песничка. Може. Спремни ли сте, деца? Одиме. Понеделник, вторник, среда, денови се во неделата, четврток, петок, сабота и недела исто така. Ајде, Мики, да те прашам кој ден е денес, дали знаеш? Петок. Петок. Денеска е петок. А другарчињата сега гласно ќе ми кажат кој ден ќе биде утре. Сабота. Браво! Утре ќе биде сабота. А сега да се подсетиме кој ден беше вчера. Знаеш, Мики? Четврток. Така е, четврток. Браво за сите. Четврток, петок, сабота. Браво. Сега, другарчиња, наред е да ги повториме броевите. Да видиме дали сме ги научиле. Бидејќи јас не ги знаев претходниот пат. Така е, ама заедно со тетка Ката, дечињата овде со нас, ќе ги повториме. Може? Може да ги кажам сега еднаш? Да, може, Мики. 1, 2, 3, 4, 5, Одлично. 6, 7, 8, 9, 10. Браво, Мики! Браво, другарчиња! Мики, одлично ти оди. Си ги научил броевите од 1 до 10. Но за броевите не сме испеале ни една песничка. Вистина е. Дали имаш, тетка Кате, некоја песничка за броевите? Подобро ги запамтиме. Да, имам, другарчиња. Имам една многу убава песничка, што сум сигурна дека на сите ќе ви се допадне и заедно ќе ја пееме. Да ја слушнеме, Мики?
Може. Малку е повесела, па затоа ќе ве замолам да станете и да ми се придружите во играњето. Можеш, Мики, заедно да играш со нас? Секако дека можам. Ајде да видиме. Одиме сите заедно. Знам една песна за 1, 2, 3, во која ќе запееш и ти. 4 и 5, сладка како мед, ќе биде нашата песна. За 6, 7 и 8, ќе пееме сите на глас. Штом ќе го слушнеме 9, одиме сите во кревет, за да не се лути песна наша. Ќе го кажеме и бројот 10, но сега ќе ви кажам јас. Пееме сите на глас. 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Јуху! Браво! Браво, браво! Весело е овде! Дали кај вас дома е така? Мики, Да, тетка Кате? дали се забавуваш? Да! Многу ми беше забавно денес. А дали нешто учиш? Многу работи научив. Ги научив броевите од 1 до 10. Научив за емоциите, за времето надвор, за сите тие работи. Буквата Г ја пропуштив, но ќе го гледам видеото и ќе ја научам. Така е, Вики. Мили мои другарчиња, се надевам дека и вие учите, се забавувате и пеете како Мики. Не заборавајте, ние многу ве сакаме, останете среќни и насмејани, а ние ќе се спремаме до следното видео. Чао! Чао, дечиња!